Чуваме на некоја добра тема. Тоа е дека вие за прв пат како демократи освоивте во општина Петровец советник. Честитки, но сепак имам јас некое си мислење, некое мое мислење, тоа е дека сте на некој начин покрадени на овие локални избори, дека ова не е вистинската сила на вашата партија. Дали е тоа? Дали и вие го делите тоа? Најнапред благодарам за честитките. Јас себе овие избори ми беа први каде што учествувам, бака да се активирам на избори и еве уште веднаш партијата за која што настапи, значи успеа да постигне една од целите, а тоа е да освои советник во некој општините. Така да нека му е честито на нашиот советник и се надевам дека со наша поддршка од партијата, ако му е потребна, ќе работиме колку што е можно поуспешно да ги оствариме целите, односно да оствариме граѓанските потреби, тие што се потреби на народот, на граѓаните од таа општина, од Петровец, и да бидат луѓето задоволни и да видат како всушност делуваат отворените листи, односно како советникот со отворени листи би требало да работи нашиот советник по тој принцип на отворените листи, кој што ги застапуваме ние како партија, е граѓански службеник, е постојано во контакт со граѓаните и постојано ги прашува што им треба да работи во советот и постојано им дава отчет што се работело во советот и како да се гласат одредени предлози и така натака. Меѓутоа, јас мислам дека демократи требаше на овие избори уште некој советник да освојат минимум. Меѓутоа, тоа не е чувство, тоа се веќе скоро докажани работи, дека имаше крадење на овие на гласови на овие локални избори од демократи. Не сакам да кажам да зборувам за другите партии, веројатно имало и за други партии слична ситуација, меѓутоа кај нас знаеме, докажано е дека нашиот кандидат во Тетово имаше гласачки места каде што негови роднини и семејства отидоа лично само заради него да гласаат и му дадоа отчет точно колку луѓе гласале за него, а после тоа во записниците избирачки стои дека тој добил 0 гласови, што значи дека некој од тие изборни комисии или пак со коригирање на записникот му се одземени и украдени такви гласови. Предпоставувам дека на тој начин многу такви наши кандидати се украдени, меѓутоа како што гледате со затворениве листи, се е по закон, се е по пропис и нема никаква реакција ниту од антикорупцијска комисија, нити од некоја друга служба државна дека имало некои неправилности, се е во ред на хартија и одиме натаму. Тоа е само доказ дека државата е максимално заробена, под максимална контрола и дека никој не сме ни збор да каже, па дури ни обвинителството не сме да покрене никаква постапка и покрај тоа што имаше евидентно многу злоупотреби што во живо онлайн беа пренесувани, како огромни, да кажам, цела војска од полиција и инспектори оди од куќа на куќа или од фирма на фирма. Тоа беше во Крива Паланка, беше пред избори во Росоман, сега мислам дека беше за вториот круг. А исто така јавно се кажа дека кандидатите од Македонски Брод и од Могила беа дури и лично и семејно и професионално секако имаа закани за да иако беа влезени во вториот круг да се откажат од вториот круг и ти тоа јавно го направија. Тоа беше таква срамота за нашиот изборен процес. Во Карпов се даваше брашно и сен да не зборувам. Дали има некаква пријава? Дали има пријава, ама нема никаква реакција сега. Практично како да не се случило. Така да што да кажам, значи сите тие изборни измами се мизерни кои се случува сега и затоа да не одиме од случај во случај, јас бил на тоа да се инсистира подитно да се уведат отворените листи во Македонија и со тоа да се избегнат сите можности за вакви и слични појави на избори. Дали имаш чувство дека големите партии со апсолутно некоректно финансирање, значи нерамномерно би рекол што се вели на некој месо, на некој коска, фактички си го наместил изборен процес? Дали влијае? Па нормално е тоа, мислам, самото тоа финансирање кој ќе кажеме дека за парламентарните партии има 95 или повеќе проценти од финансиите за избори, тоа се околу 3 милиони евра по партија, а кога за малите партии, да кажеме, тие што се вон парламентарни има околу 3% поделени на 300 партии, тоа доаѓа некаде околу 500 евра, колку е таму по партија, што да плати човек побрзо. Така да во старт се гледа дека
борбата на тој род не е рамноправен и во секој случај финансиите многу влијаат, тоа е нормално, дека луѓето денеска многу се подложи на влијание и на медиумите, и на мрежите, и се, и која год телевизија да отвориш, гледаш реклами од една-две партии, кој год медиум да го отвориш на социјалните мрежи, фрчат со такви реклами, луѓето имаат, како да кажам, некој сугестивен момент дека тој што е силен, тој што е моќен и со пари, и со реклами, и со се, тој може да ги заштити на некој начин, тој може да им пружи сигурност и токму затоа инстинктивно луѓето гласаат за такви луѓе и тоа е еден вид на стокхолмски синдром кој што постои и се развива со новиот систем на затворени листи и кој што тотално се разбива ако се воведат затворените листи.